Со дипломи од Факултетот за музичка уметност во Скопје и од Универзитетот за музика и изведувачки уметности во Виена, Елена Митревска припаѓа на младите македонски уметници кои полека и трпеливо си градат успешни кариери на европската музичка сцена. Добитничка е на престижната награда Ервин Ортнер за значајни достигнувања во областа на хорското диригирање во Австрија во 2014 година, уметнички раководител на хорската и оркестарската музичка работилница во Хинтершмидинг, Германија, а моментално е ангажирана како хормајстор во операта во Овиедо во Шпанија. Осмомартовскиот женски приказни беше само втор настап на Митревска во татковината и прв со Македонска филхармонија. Музиката е една област која е малку, барем кај нас, е малку опасна. Можностите се тие, ние сме мала земја и да се избори човек да живее од музиката е тешко. Меѓутоа, кога сакате нешто доволно, кога имате страст и љубопитност да се развиете и прво како човек и потоа како музичар, мислам дека сами ќе си ја најдете насоката во музиката. И така почнав во нишето музичко, почнав да пеам во хорот Пиколо, кај Весна Димчевска. Мислам дека тогаш прв пат се заљубив во одреден вид на колектив, на група и како сите тоа функционира и Весна е една личност која знае многу добро да работи со деца и да ги мотивира и тој период мислам дека тука се разбудија некои моменти, диригент, баш убаво. Потоа проложив кај Запров во хорот Развигорче, во женскиот младински хор. Тој исто така, додека бев почнав веќе со студиите, ми даде можност да работам како негов асистент, да ги водам пробите со сите три хора. И тука веќе знаев каде точно сакам. Знаев дека сакам да се развивам во хорската музика, потоа јасно се повеќе знаев дека сакам да бидам хорски диригент. И тука, дознавме случајно на Факултетот за музичка уметност, беше мојата последна година како студент таму, беше некој флаерчиња на масата и видовме дека има семинар во Бугарија, во Русе. И токму професорот Ервин Ортнер, кој е диригент на Арнолд Шенберг хорот во Виена, токму тој со хорот гостуваше, имаше концерт и работеше со студенти бугари и ние две бевме кои отидовме да присуствуваме на семинарот. Мислам дека тоа беше пресудна точка кога ќе види човек сосема нов аспект во начинот на работење, во пристапот кон музиката, кога човекот оди многу подлабоко во некои работи, тука веќе успеа да не мотивира и јас се одлучив да пробам токму на Универзитетот за примената уметност и музика во Виена, каде што тој предава и успеав да влезам таму. Односот професор-студент на самиот универзитет во Виена беше туку личен, сите имате огромна поддршка од самите професори. И системот е така направен да ве водат тие, да ви даваат пат. Јас имав 3 години поред стипендии најразлични само од универзитетот. Огромна поддршка на секое поле. И кога тие ќе видат дека имате талент, се борат и тие за вас и ви помагаат во секој аспект. Кога црпите толку многу знаење, едноставно самата мотивација, самото знаење, самата страст ве води. И има моменти кога се прашувате, добро, дали ќе успеам јас? Дали ќе успеам во ова што го сакам, дали ќе бидам доволно добра, дали ќе успеам да постигнам некое ниво, меѓутоа јас мислам дека со љубовта и со страста се постигнува се. Кога искрено нешто сакате, можете да го постигнете. Јас сум многу самокритична, премногу. Не мислам дека сум постигнала нешто, мислам дека сум на некој пат во кој сум истрајна и мислам дека секогаш треба човек да си зима примери и луѓе кои мотивираат
за се повеќе да се усовршувате. Знаете, ова е професија во која нема стоп на истражување, на знаење, на учење. Едноставно не застанувате. Не смеете да застанете. Ова ми е, да речеме, прво големо представување тука во Македонија и знаете, секој музичар, дали е диригент, дали е солист, кој живее надвор, би бил пресреќен да дојде дома и да покаже што научил. Што све собрал во таа вреќа со искуство и да покаже едноставно од срце да го покаже тоа што сака, таа страст, таа желба кон музиката. Не знам каде ќе биде следната станица, меѓутоа да, јас не мислам дека цел живот сакам да живеам на едно место. Би сакала да истражувам нови култури, нов менталитет, нови места, ми се допаѓа да патувам и значи пред се да се развивам како човек, а потоа и како музичар. Тоа според мене е најважно.